Наместо во училишните клупи на 1 септември децата со посебни потреби заедно со своите родители ќе излезат пред министерствата, каде што ќе бараат подобри услови за живот. Иако денес министерката Царовска најави дека децата ќе добијат по еден личен асистент, родителите не се задоволни, бидејќи како што велат, со непрецизирање на критериумите, децата ќе добијат само помошник, но не и асистент кој ќе им помага во совладување на наставната програма. Се спомна асистенти, меѓутоа уште не е дадена формата на кој начин, бидејќи не може само да се каже дека некој ќе имаш асистент. Значи, различни категории на лица со попреченост имаат потреба од различна обученост кај некој кој што би бил асистент на тоа дете. Не може произволно некој да се земе и да биде асистент, бидејќи тоа нема да биде асистент. Остварување право на туѓа нега мобилност, слепило или глувост, без разлика на примањата. Туѓа нега да добиваат и лицата со умерена попреченост, укинување на конзилијарното мислење за туѓа нега. Се само дел од новините што ги предвидуваат измените во законите за социјална и детска заштита, на кои работи Министерството за труд и социјална политика. Еве денес во Даре Џамбас имавме средба како здружение и како иницијатива со Министерската за труд и социјална политика, така да таа вети многу работи. Нели, се надеваме дека тоа вистински го мисли и таа спомна дека 2018 година некои од побитните бавања би требало да се споведат. И овој месец по 5 пат пред собранието во Скопје се поставени шаторите, каде што стотина родители заедно со своите деца преку мирен протест бараат подобри услови за живот.